Библиотекарството е една од најстарите професии во светот. Историските податоци зборуваат за тоа дека оваа работна дејност постои многу години пред нашата ера, а датира од кај сумерите. Токму тие ги имале првите глинени плочи, на кои можеле да се истиснат специјални клинови. Тоа е првиот пишан јазик, а таквите табли се сметаат за првите библиотечни збирки во историјата. Појавата и развојот на библиотекарството на почвата на Македонија се тесно поврзани со епохалното дело на солунските браќа Кирил и Методиј. Лидија Димовска е библиотекар 35 години. Вработена е од отворањето на библиотеката Јане Сандонски во населба Аеродром, која постои 35 години. Целиот работен век досега комплетно и го посветува на незиното височество книгата. Таа знае како диша овој книжевен храм, ги знае желбите и потребите на повеќето читатели. Од првиот ден се до денес, верно ја чува и несебично ја споделува секоја страница од богатиот книжевен фонд. Меѓу полните рафтови богатство ја затекнавме вредна и расположена. Што значи да се биде библиотекар? Најпрво су во две реченици. Најубавата професија што еден човек би посакал да ја има. Библиотекар и убава, но истовремено и многу одговорна професија. Затоа што навидум изгледа лесна, се смета под библиотекарството услужна дејност, но нашата работа апсолутно не е само услужната дејност. Нашата работа се состои од многу етапи, каде што сепак ние сме тие директните, столбот на библиотекарството, ние сме премостувачки мост на учениците, особено од најрана возраст, каде што образовниот систем, библиотеките, заедно го правиме она што треба да се изгради во една правилна, зрела личност. И најголема благодарност некако ретроспектива кога ќе направите на целиот ваш работен век, зборувам сега субјективно во свое име, кога ќе ви дојде родител кој бил ваш читател од 5-6 години, а сега доаѓа со собствените деца и кога ќе ви кажа дека токму поради вас ја засакал книгата, затоа што во дадениот момент сте одредиле, сте припомогнале во изборот, вистинскиот избор, и од тука започнува таа нивна желба за читање, за надообразување, и во секој случај многу години. Нема ниту една пара, ниту една сатисфакција што може ова задоволство да го искаже во толкави големи рамки. И ја навративме и на првиот работен ден. И тоа се сеќава како да беше вчера. Кога дојдов во библиотекава и со доза на страв, затоа што јас имав познавање од литературата, меѓутоа недоволно за веднаш да стапам, иако бевме, во нашето време имаше многу обуки. Ние поминавме 6-месечна обука, меѓутоа како ќе се вклопам веднаш со самите читатели. Дури во истиот ден ми се случи една, како анегдота си ја кажувам и ќе ви ја пренесам доколку имате интерес да ја слушнете анегдота, каде што читателка дојде и ми бара книга на горилата. И јас во еден момент, сега насловот сосема непознат, во еден момент испанинчена, сакам да удоволам, а од друга страна таква книга не сум слушнала и сега асоциација. Имаше една книга Горила 1 и 2 од Душан Савковиќ и ја понудувам, не вели не е таа на горилата, асоциација некоја, да не е на прогурнината, беше тогаш од Цанкар лектирно издание, а лектира била книгата. Се испанич и жената не вика, како можете да не знаете, пете ве донеле во библиотека да работите, а вие не знаете основната книга. За да после 2 часа дојде самата господја и вели, девојче, јас многу ти се извинувам, во право сте биле, на прогорнината била. Понатака, без никаква трема, со многу имав, морам да ги пофалам, сега се веќе многу одамна во пензии, колишки кои велеа,
Ако сакаш да бидеш добар библиотекар и ако сакаш да го научиш библиотекарството во малиот прст да го носиш, тогаш во секој слободен миг мораш да одиш по рафтовите, да истражуваш, затоа што тогаш многу се зема и критички осврти за одредени дела, да бараш во самите книги по содржините кој автор за кое дело напишал, но сето тоа се учи доколку постои добра волја и голема желба. Дали за да се стане библиотекар е потребно да се прочитаат сите книги во библиотеката во која работите? Сега најбитното и најсуштественото прашање. Сите би претерала. Ако би кажала и би излажала, не би била целосно искрена да ги прочитате сите книги. Меѓутоа, за да се биде вистински библиотекар, за да се биде библиотекар на кого може и те како да помогне, пред се вие мора да бидете најголемиот читач. Вие треба да го сакате пишаниот збор, да бидете човекот од културата, човекот од уметноста, човекот сестран човек. Аеродром е една од најголемите населби во градот, со најголема читачка публика, со најшаренолика читачка публика со најразлични вкусови и навистина кога ќе дојдат да ви побарат книги затоа што имаме одреден број на читатели каде што исклучиво сакаат ние да им препорачаме книга. И доколку вие не сте добар читател, не сте прочитале, можете да направите и таков голем превид. Зошто се одлучила да работи во библиотека? Во моето време се полагаше приправнички испит пред комисија. И кога еден од предпоставените ме праша зошто, Лидија, се одлучивте да работите во библиотека. Можеби, стереотипно звучеше, но навистина ја пред се и над се само ради книгата. Затоа што имаше можности на други места, меѓутоа љубител бев на книгите и се уште сум и цел живот и ќе пишувам и целиот мој работен век ќе го пренесам кога ќе се пензионирам нормално, ќе го пренесам во некоја моја монографија, каде што би ги пренела сите искуства не само на колешките, туку и за самите читатели, затоа што овдека е едно топло катче библиотеката каде што стануваме и пријатели. Пријатели во смисол да самите читатели некогаш имаат и своји потешкоти, убави и неубави случувања. Некогаш доаѓаат со голема потиштеност и одредена цел да им дадете нешто што би ги мотивирало, како да ја надминат. Значи, библиотекарот, не само добар библиотекар, мора да биде и добар психолог, но тоа се учи низ искуствата, низ работниот век. На многу читателки можам да издвојам една драга пензионерка која до ден денеска знае да се јави и да даде голема благодарност дека токму со препораката на таа книга сум ми го подигнала нивото на оптимизмот, сум ми дала мотив за понатака да продолжи. Се сеќавам дури на книгата 17 правила на подобар живот од Огмандино, затоа што некои моменти мислиме дека сме многу јаки, но навидум и многу слаби. Одликата на еден успешен библиотекар да процени која е вистинската книга за читателот, може би се учи, но во голем дел е и дарба. Нема правило, навистина нема правило, меѓутоа со самата комуникација на читателот, со самото погледнување во очите, за мене очите се најголемото огледало на човекот, ќе видите таа тага, таа сензитивност во нив и доволно е само некогаш збор два да кажат и да сватите дека навистина се наоѓаат во тежок период, каде што треба и како да им се помогне, да им обрнете малку поголемо внимание, некогаш дури и ќе дојдат да споделат. Морам да бидам искрена, не секогаш книгата конкретно да земе книга, меѓутоа дадената книга што ја прочитале, ќе сакат да споделат мислење, ќе сакат дали ја протолкувале, дали ја разбрале онака како што треба да ја разберат на вистинскиот начин или поинаку или нешто пропуштиле. Ја замолевме да издвои некоја ситуација со читател која за неа е посебна, поинаква и инспиративна. Кога би се навратила наназад, толку многу случаи, толку многу убави моменти, да навистина човек да добие желба сето тоа да го пренесе на хартија. Исто така се сеќавам во една пригода
долги години една мајка доаѓаше со детенце кое имаше детенце со посебни потреби. Тоа толку во библиотекава наоѓаше некој свој душевен мир. Му помагавме да разгледуваме сликовници, му објаснувавме, имавме трпение, се разбира, доколку немаме читатели. Целосно бевме посветени и на работата, и на детенцето. Да, навистина, кај тоа дете се виде голем напредок и дури ја тераше мајката во сабота, кога ние не работиме, да дојде во библиотека, да плаче пред библиотека, затоа што не сме тука, затоа што сака да биде во библиотеката. Сето тоа ве стимулира, ви дава сила, ви дава ветер во грб, за да продолжите, затоа што нашата мисија не е само едукативната, образовната условно, меѓутоа и психолошкиот момент. Затоа велам, не е оној стереотип на библиотекарки, како што ги гледаме нели во филмовите, со строг поглед, со очила, со сериозност во гласот. Морам да напоменам, тоа важи за сите наши колешки, навистина работиме со голем ентузијазам, многу сме креативни, имаме идеи, сето со тоа сакаме да го реализираме и навистина ни успева. Постои ли дефиниција за добра книга? Според мои некои критериуми, книга која не ви дозволува да ја оставите. Јас се сеќавам, не можам навистина да се сетам на наслов, затоа што илјадници книги се во прашање. Ја почнав овдека на работа, затоа што секој слободен момент, кога нема читател, јас читам. Ја почнав на работа и останав и сутрината до 4 часот да ја дочитам. За кога ја затворив книгата и краткото си же да го прочитам, и препорака имаше на книгата, се препорачува да не ја земате во доцните часови, затоа што задолжително ќе го дочекате утрото со не. И си велам, како можев претходно да не прочитам? Тоа е добра книга. Книга која нема да ве остави рамнодушен, книга и да сакате да легнете да ја прекратите, повторно се враќате наназад, не, ќе прочитам уште некоја страна, тоа е за мене добра книга. Каков е патот на еден човек да се изгради во добар читател? Почнуваме од некои, нели основните оние лектирни изданија, нема ни да ги спомнам. Веќе како тинејџерка во моето време постоеше, нема да ги откријам годините, во моето време постоеа оние викенд љубовни романчиња, па Миријам, па Загорка, па сето тоа се редеше додека не си го оформите својот вкус, значи буквално читам се. За крајот од нашата соговорничка добивме препорака на наслови кои би требало да се најдат на нашата листа за читање. Доколку сакате трилери, во моментот некако се најактуелни трилерите, младите некако ја сакаат таа неизвестност, таа напнатост во содржината, и би ги издвоила тука ете Баркли, скандинавците моментално предничат пред сите, направија вистински бум последниве 2-3 години, зборувам за трилерите, за белетристика, она популарна. Тука се веќе Хувер, Рајли, но мора главниот апостроф да го ставам на македонските современи автори.